1. мај е еден од поредките празници што се обележува низ целата планета, посебно во земјите кои имаат социјалистичко минато како што е Русија. А таму работниците од Тољати имаат причина повеќе за прослава на годинешниот ден на трудот, бидејќи точно пред 50 години од монтажните ленти во фабриката ВАЗ се симна првата лада. Создавањето на легендата започна неколку години пред тоа, кога политичките челници на Советскиот сојуз донесоа одлука да се започне со производство на национален автомобил. Потрагата по возилото кое би се справило со суровите руски предизвици преку Германија и Франција стигна до Италија, каде Фиат што туку го беше представил моделот 124. Неговата робусна конструкција ја олесни одлуката на Политбирото на Комунистичката партија на Советскиот сојуз, кое меѓу 54 различни возила го избра токму него на своите плеки да ја понесе моторизацијата на земјата. Но инженерите не беа баш задоволни и на оригиналниот модел извршија околу 800 измени, најмногу за практично подобрување на издржливоста. Од тогаш наваму се е историја која ја испишаа 7 различни модели на автомобилот лансиран под името Жигули. Колку точно се произведени, никој не може да пресмета, бидејќи низ децениите тој излегуваше со бројни модификации и од погоните на повеќе договорни партнери на фабриката дома и во странство. Се знае само дека последниот примерок, базиран на оваа архитектура, беше произведен во Египет во 2014 година. Исто така и дека ден денес околу 30% од автомобилите во Русија го носат амблемот на марката која се извезуваше како лада.